продори до вас токму така, веруваме дека е едукативна тема на која што треба да се говори со оглед на тоа дека многумина ја прават токму оваа грешка, односно дел од отпадоците во својот дом наместо во корпата за отпадоци завршуваат во тоалет школката, односно во канализацијата, со што може да дојде до запушување на истата и да се создаде проблем. Како се справуваат екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација токму со ова и кој отпад прави најмногу проблем во однос на запушувањето на самата канализација? Во продолжение слушаме од мојот денешен соговорник Борче Ѓоргиевски од предпријатието Водовод и канализација. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Напоменав дека се фрла секаков различен вид на отпад во канализацијата, влажни марамчиња, тоалетна хартија, песок, кеси, различен вид на отпад. Кој отпад според вас најмногу доведува до проблем? Како што и самите рековте, значи пред се станува збор од невнимание. Например, секогаш граѓаните, нели, може би случајно некогаш ќе влезе нешто во WC школката, ќе им падне, значи тоа е пред се од невнимание. Секако, нели, треба и поголема едуцираност, но имаме и крајни случаи каде што во канализационата линија, да речеме уличната канализациона линија, наоѓаме и тврди предмети кои што не можат да влезат преку WC школката, туку тоа би го нарекол вандализам, значи ставаат во шахтите, отвараат капаци и ставаат тврди предмети кои што треба да бидат фрлени. Какви предмети? Па тврди предмети зборувам, значи ние сме наоѓали камења, сме наоѓали песок, сме наоѓали и коски од животни, да речеме, нели, независно, мислам, не би сакал да спомнам и не знам, глави од од јагниња, тоа е веќе на некој начин вандализам, значи фрлање е она што не треба да се фрли. Инаку, по домовите, пак реков, дека пред се од невнимание, нели, може се да падне во WC шолјата, но би требало да се внимава она користењето на памперси, на влошки, нели, и влажните марамчиња. Мислам дека тоа е веќе намалено. Ние неколку пати постојано уствари за тоа зборуваме и, нели, апелираме да не се фрла ништо. Во моментот можам да кажам дека со влажните марамчиња имаме најголем проблем, затоа што тие, рековме, се од неразградлива природа и кога ќе се фрлат во WC шолјата се собираат. Тоа е мало фи на цевка, значи ние треба да знаеме дека цевките не се од некое огромно, со огромен пречник, зборувам, нели, во зградите и во домовите. Уличната канализациона линија е нормално од фи 250, да речеме поголем профил, до 800.000 арка, имаме и колектори по 1800. Меѓутоа треба да се внимава она што не може да помине во да речеме во линиите што се во канализационите цевки што се во зградите, тие се од фи 50, да речеме, во кујните и фи 100 во купатилата, и треба да се внимава да не се фрлаат, рековме, памперси, влошки и влажни марамчиња. Сето тоа треба да се оди во корпата за отпадоци. Оние тврди предмети кои што ги напоменавте дека сте ги пронаоѓале, тоа веруваме од несовесност и вандализам, но ова кое што напоменавте дека всушност можеби некогаш е од невнимание, претпоставувам би се случило еднаш да фрлиме отпад во WC школката. Од фрлање еднаш, дали може да се случи сериозен проблем или треба активно да фрламе отпад? Ова што рековме од невнимание, значи стварно може, нели, случајно се да ви падне, било каква кутиичка, некоја било што, која што може да помине низ шолјата, но ќе заглави некаде, нели, на таа вертикала, зборам сега за озградите, исто така и во куќите, значи ќе заглави некаде на некое колено, на некоја коса рачва, нели, и кога веќе ќе заглави, тоа се запушува целата вертикала, значи кога ќе биде намален протокот, ако ни падне, не знам, некоја кутиичка, да речеме, или не знам, некоја цела паста за заби или некој шампон или било што, ако помине во WC шолјата, ќе заглави некаде во линијата и автоматски ќе доведе до запушување на целата вертикала и страдаат, нели, цела вертикала, цела зграда и така натаму и така натаму. Сиот овој отпад кога ќе се собере во уличната канализација, значи во цевките од уличната канализација, може да замислите ако тоа се случува, нели, константно, односно од големо невнимание на повеќе луѓе, нели, на повеќе граѓани, семејства и така натаму, и
тоа се собира некаде во долните шахти, кои што се соберни шахти нефти, потоа оди во уличната канализација и така настанува запушување и на уличната канализација, кога веќе страдаат и повеќе, нели, од целиот потек згради и така натаму и така натаму. Каква е моменталната состојба на главната канализациона мрежа? Главната канализациона мрежа, ние неколку пати сме кажале, значи имаме главна канализациона мрежа во должина од негде од 1070 километри во градот Скопје, нели? И ние постојано ја одржуваме да биде, нели, проводна и секогаш е проводна. Доколку главната канализациона линија не би била проводна, тоа би страдала цела населба, цели згради и така натаму и така натаму. И граѓаните треба да знаат некогаш се, да речеме, од неедукација, сметаат дека запушувањето им дошло од неодржување на канализационата линија. Тоа не е точно. Значи нашето одржување на канализационата линија, рековме, во должина од 1070 км во градов е константно и постојано. Значи постојано секојдневно ја одржуваме. И таа е секогаш проводна. Значи запушувањата настануваат во секундарните линии, односно во оние линии кои што водат од зграда до главната канализациона линија. Реков, од оние причини кои што ги наведов претходно, од невнимание, да речеме, од фрлање на разноразни предмети кои што не се за овесе шолјата. Има ли често повици од граѓани токму за вакви проблеми во јавното предпријатие? Односно, дали побарале помош за запушување на нивната канализација? Да, па секогаш повиците се впрочем за тоа, за запушување на канализацијата која што согласно законот, нели, за доведување на вода за пиење, одведување на отпадни води, тоа си е на, нели, во, да речеме, на товар, одржувањето е на товар на корисниците на услугата. Значи, она што ќе се запуши од невнимание, што рековме, на граѓаните, тоа си го плаќаат, нели. Ке повикаат, доаѓаме ние, отпушуваме и тоа се случува секојдневно. Не често, туку секојдневно. Значи секојдневно имаме независно по 20, 30, 100 повици. Значи впрочем толку запушувања. Сте имале ли примери каде што сте добиле таков повик по неуспешен обид од самиот човек на кој што му се случило тој проблем, односно дали дел од граѓаните се обидуваат да преземат мерки во своите раци и на крај испаѓа дека не е толку едноставно и не се решава едноставно проблем? Па да, се случува и тоа, видите, мислам, и тоа јас го оправдувам, нели, сепак во ова време се ни е скапо. Например, едно отпушување, да речеме, со цистерна притисок чини негде околу 2000 денари, 2060 денари по работен час, тоа прилика толку наплаќаме, односно не го наплаќаме веднаш, туку доаѓа на сметката на идниот месец, сметката на граѓанинот. Со сајло отпушувањето е исто негде околу 1500-1600 денари. Меѓутоа луѓето си пробуваат и сами. Има луѓе кои што, нели, сметаат дека се вични и си пробуваат, нели, со сајла да си отпушат. Тоа зборувам за дома, нели? Тоа дома си пробуваат, ако отпушат во ред, ако не отпушат, се уваат кај нас, не е никаков проблем. Имаме појаки, нели, сајли и така натаму и го решаваме ние тоа. Така да јас го оправдувам и тоа што пробуваат и самите да за некоја Значи не може да се направи дополнителен проблем ако сами граѓаните се обидат? Па не би требало да се направи проблем, затоа што оној што ќе проба веројатно и знае, нели, отприлика како да постапи и ако проба, ако успее да отпуши во ред, ако не повикаат нас, така доаѓаме ние и нема никаков проблем. Ви благодарам за одвоеното време. Што имавме можност на некој начин да дадеме информации на гледачите во однос на една секојдневна тема, односно секојдневие на секој од нас и верувам дека доколку има некаков проблем, ќе размислат прво што ќе направат, па потоа можеби ќе размислат и што сме зборувале во утринската емисија токму на оваа тема. Па секако видите, сето ова што рековме невнимание или неедукација или не би рекол некултура, тоа е тежок збор, нели? Сето тоа доведува до страдање на самите себе. Значи ако не внимаваме ќе се запуши кај нас, треба отпушување, нели, па додека да дојдат, се видите, Скопје е големо, ние имаме екипи, мислам имаме доволно екипи, цистерни под притисок и сајли и така натаму, меѓутоа се случува да има по стотина повици во денот. Не е така едноставно да се стигне секогаш, секаде за 10 минути или за 15 или за 1 час, нели? И мислам дека тоа се оди на штета на граѓаните и затоа би требало и апелирам да бидат повнимателни, и апсолутно ништо да не фрлаат во веце шолјата. Апсолутно ништо. Затоа ќе си стават секаде корпи за отпадоци и нормално тоа ќе се оди во кантите за ѓубре. Благодарам многу уште еднаш. Благодарам и вам.